Урбан, египетски маларичен. Ова се 3 од стотината видови комарци евидентирани во Македонија, кои според експертите ги касаат граѓаните од македонскиот исток, тврди за телевизија Стар угледниот професор, инсектолог од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, доктор Душан Спасов. Конкретно по некои мои сознанија имам дека некаде можеби над 100-140 видови има најдено, сепак јас би рекол дека во Македонија најчесто тоа се 3 вида на комарци, тоа се урбаниот комарц, или Кулекс пипиенс, потоа египетскиот комарец, Едис египтум, и маларичниот комарец, значи најчесто тие се, од кој урбаниот комарец, барем до сега, немам сознание дека е преносител на некои болести, додека египетскиот и маларичниот комарец можат да пренесат некои болести. Именуваните комарци можат да пренесат болести на луѓето, но најчесто доколку тие се присутни. Најпроблематични се маларичниот и египетскиот комарец. Урбаниот, тврди професорот, за сега не покажал знаци за опасност по здравието на луѓето. Египетскиот комарец знае да напаѓа и птици. Значи болести кои се јавуваат кај птиците може да ги пренесат некои доколку, тоа повеќе ќе го кажете епидемиолозите, лекарите. Значи некои може да бидат пренесени кај луѓето доколку можат да опстојат и во човечкиот организам. Значи јас ви сигурно и вие имате слушано за птичиот грип. Значи тој не случајно е наречен птичи грип, затоа што самите патогени микроорганизми се значи опстојуваат во птиците, благодарение на комарците се пренесуваат и на човекот и на тој начин се развива болест. За среќа на македонските граѓани, присутноста на маларичниот и египетскиот комарец не е толку честа на нашите простори. Аналогно на тоа, можноста од појава и ширење на било каква болест е сведена на минимум. Но, подсетува професорот Спасов, превентивата е најефикасното решение, бидејќи малите издодивни инсекти буквално се наоѓаат насекаде. Главен фактор кај за живот на комарците, односно заради зголемување или намалување на популацијата на комарците е влажност. Обично ги полагаат јајцата во води, на места каде што тоа се неподвижни води. Може да биде и обична кофа со вода, доколку подолго време стое. Значи може до таму да потекнува. Може да бидат некои гуми, стари гуми, места каде што, значи секаде места каде што може да се задржи подолго време вода, значи таму може да биде потенцијално жариште за појава на комарци, односно за размножувањето на комарци. Доколку жариштата од каде можат слободно да се развиваат ларвите на комарците навреме се уништат, тогаш досно пролетниот, летниот и раноесенскиот период за граѓаните нема да биде неподнослив. За сега статистиката покажала, заболени граѓани од тропски болести како резултат од каснување на комарци нема евидентирано на македонскиот простор, особено на истокот. Малкуте случаи со нилска треска се резултат од престој на заболените во земјите што гравитираат блиску до африканскиот континент и Блискиот исток.